Одиме понатаму со емисијава, почитувани гледачи. Мој гост на програмата на ТВ Канал од ВИС е Никола Делевски, професор по физика во Средното општинско училиште Никола Карев во Струмица. Никола, добар ден и добре дојде во нашава емисија. Овој разговор со поводот е една убава награда која ја доби завчера во Скопје. Зашто станува збор, да ги запознаеме гледачите? Еве вака, пред крајот на 2018 година од Фондацијата Отворено општество Македонија беше распишан еден конкурс на кој што имаше повик за успешни наставници со успешни наставни практики, кои што вклучува практики да бидат изведени во наставата, односно на наставен час. На тој конкурс се пријавив сосема случајно, бидејќи претходно ја имав сработено веќе активноста и секоја година ја работиме, кое што беше некако како иновативна практика на часовите по физика. Добро. За каква практика станува збор? Беше темата, бидејќи бараше успешни наставни практики и иновативни да бидат. Веќе 4 години на моите часови по физика како иновација воведувам употреба, односно примена на видеоигрите на часот по физика. И започна многу одамна сега веќе, 4 години поред, видеоигри на час по физика, кое што понатаму овие видеоигри следуваше нивна анализа, всушност, па да ја дознаеме како се однесува физиката во тие видеоигри. Започнавме со нешто блиско до мене, односно тоа што јас го играв кога бев мала, беше тоа видеоигричката Супер Марио Брос. Одамна, така, одамна. А меѓутоа нешто поблиско до мене, бидејќи и на мене ми требаше време да се запознам како функционираат понатаму дигиталните алатки за анализа на видеоигричките. Идната година продолживме со Лутите птици, односно Angry Birds, веќе надалеку позната, со милиони и милиони даунлоуди, што на таблети, што на мобилни телефони. Третата година беше видеоигричката Cars, анализа на брзина на движење, бидејќи во тој период имаше неколку сообраќајни несреќи во кои што беа вклучени и ученици. Па тоа беше еден вид мотивација, запознавање со безбедноста во сообраќајот и како да се однесуваат веќе идните возачи во сообраќајот. И еве оваа година веќе се спремаме за четвртата активност, оваа иновативна практика, малку тајна, за да можеме понатаму. Инаку ова не е нешто ново, бидејќи уште од самиот почеток со примена на оваа практика, примена на видеоигрите во наставата во физика, имам објавено и 2 стручни трудови во меѓународни публикации, кои што жирито беше токму на таа практика. Точно така, само на таа практика, односно примена на видеоигрите во наставата во физика беа препознаени од 2 меѓународни публикации кои што тие ги објавија. Беше првата за Супер Марио Брос, втората беше за Angry Birds, односно за Лутите птици. Исто така со оваа практика имам учествувано и на 3 меѓународни конференции, на кои што меѓународни конференции освојував први места и беше препознаена како најдобра иновативна практика на часовите по физика во Европа и на Балканот. Браво, браво. Сега, оно што ме интересира, не излегуваш од рамките на планот и програмата по предметот, туку правиш нешто ново, за да ги објасниш нештата кои се вклучени и инкорпорирани во таа програма, така? И гледачите не следат од секакви возрасти, кои ќе се каже што имаме час по физика, физика треба да учиме и сите право некако се намрштуваат, бидејќи не е толку омилен предмет. Не е омилен предмет, бидејќи е тежок предмет. Добро. Така е муаветот. Сега за да биде малце поинтересен, значи да не биде сувопарно само пишување на формули и објаснување, бидејќи знаеме како е сега со кабинетската настава и нагледни средства и помагала, се помалце и помалце. Меѓутоа, оваа иновативна практика ја доближив некако поблиску до учениците. И кога прв пат им спомнав ќе играме видеоигричка, ама професоре, на час сме по физика. Да, ќе научиме и физика. Видеоиграта ја користам како мотивација. Значи да ги побудам учениците малце да се заинтересираат. Не ја играат цел час. Ја играат само 10 минути. И за тие 10 минути тие снимаат само едно делче од нивната игра. Кога ќе го снимат тоа делче од нивната видеоигра, понатаму следува физиката и учењето на физика. Меѓутоа и тие самите не се свесни. Поврзано со тие 10 минути. Така, поврзани со видеоиграта, меѓутоа поврзани со наставниот час, планот мој што е. Така е, Супер Марио Брос беше решавање на нумерички задачи. И сега кога ќе речеме нумерички задачи решавање, веќе учениците тука стагнираме. Меѓутоа кога видах колку високо ќе скокне Марио Брос. И сега прават директно анализа со снимената видеоигра нивна, за да удрат, ја знаеме игричката да собере парички, кој ќе направи видеоанализа колку скокнал, тој веќе знае.
дури му излегува и во анализата по кој закон го направил тоа движење. Значи нема потреба веќе да пишуваме на табли. Одлично. И така натаму и така натаму. И Одлично. видеоиграта ја користам само како инспирација, дека физиката е навистина секаде каде што можеме да знаеме. И учениците да пројават интерес и за предметот. И за предметот физика така и за природните науки. Така. рече. Добро. И каков е фидбекот? Успеваш ли кај учениците да побудиш интерес? Па се надевам, еве некако малку сега поблиску работиме на разни проекти со учениците и некако се отвараат тие. Сакаат учениците да работат нешто надвор од настава, нешто во настава кое што е на нив начин поблисок. Така. Бидејќи не можеме да застанеме ние во некое општество и во некое обидување кое што било во минатото. Учениците растат со дигитални уреди, кои што се блиски до нив, со видеоигри, со разни апликации, па тие самите програмираат апликации и ние не можеме да се осврнуваме дека треба да бидеме само на табла или дека треба само нешто да им објаснуваме, па и видеа само да им пуштаме. Тие сакаат тоа да биде нешто блиско до нив, за да можат и дома да земат, да го направат, да направат анализа и повторно кога ќе се вратат да речат професоре, наставниче, јас тоа и тоа дознав ново. Така. Тоа е тоа што мене лично, а и се надевам и на повеќите колеги, треба да ги мотивира за да работиме. Така. И таа практика завчера беше наградена во Скопје. Честитки за наградата, честитки за тебе. Ние се гордееме како струмичани. Секогаш кога некој струмичанец од било која област добива ваква награда, наградата е на ниво на држава, така? Тоа е повик од Фондацијата Отворено општество Македонија, на кој ти аплицираше, така, и ја доби која награда? Третата награда добив од 112 пријавени учесници на конкурсот, од 112 пријавени учесници на конкурсот, кои што беа поделени во 3 групи, оделенска настава, предметна настава и средно образование. Имаше по 3 наградени, прво, второ и трето место. Значи 9 наставници се наградени од вкупно 112. 112 од цела Република Македонија. Оделенската настава беа оделенски наставници кои што примениле нешто различно на часовите. И сега, на моје огромно задоволство, а и завчера кога беше на доделувањето на наградите и самиот беше присутен заменик министерот господинот Атанасов, и на негово задоволство и на извршната директорка на Фондот за Отворено општество Македонија, Фондацијата Отворено општество Македонија, на нивно задоволство беше што наградените се од природните науки. Бидејќи секое општество и секое образование во цела Европа па и светот стагнира во природните науки. Се губи интересот за природните науки, а токму природните науки се двигател на цело општество. И сега кога ќе видиме дека добитниците се сите од природни науки, имаше географија, хемија, единствено физика и јас бев, така да задоволството беше огромно што природните науки преовладуваат и интересот е голем кај учениците и дека баш природните науки преминуваат нешто иновативно. Така. Претпоставувам им се обратиле присутните по добивањето на наградата. Која беше поентата? Секој имаше од 2 до 3 минути која беше мотивацијата за да се пријавиме. Мотивацијата беше еден начин да покажеме ние што работиме со учениците, меѓутоа и да покажеме дека секој еден ученик добива шанса да го покаже своето знаење. Не мора да работиме само со одличните ученици. И малце послабите ученици, па и слабите ученици можат нешто да направат. Така. Ако не можат да научат дефиниција, формула, да раскажат лекција, можат со своите раце да сработат нешто. Бидејќи доаѓам од средно стручно техничко училиште во кое што имаме и ученици кои што ќе бидат занаетчии. Значи, од нив се бара малце помалку да знаат, меѓутоа тоа што ќе го научат да биде применливо во струката или во профилот кој што тие подоцна ќе го работат. Така. Во мојата практика сите имаат шанса да се доискажат. Бидејќи имаме и инклузивно образование, веќе се трудиме од разни социјални класи, од разни култури, од разни националности, дури некои имат од 1 до 5 оделение на мајчин јазик различен од македонскиот учено. И сега јас ги вклучувам, а нема подобар начин да се зближиме еден со друг ако не преку играта. Така. Бидејќи секој дете со секој дете се игра и ги играме истите игри. Така да и тука уште еден потик, и во секој од нас возрастните лежи по едно дете. По едно дете кое што сака, па и на некој начин и ние со нешто и се играме. Така. И со оваа практика некако доаѓа до комуникација, дури беше дозволено на нивниот мајчин јазик кој што е близок. Професор, јас не можам, како да кажи го на твојот мајчин јазик.
па и ќе кажат, па ќе се дообјаснат, некој ќе ги праша што значи тоа, па ајде цела фраза да повториме. Така да се направи една кохезија која што може понатаму да се работи. Колку примерот на успешен наставник на Никола Делевски го следат останатите наставници од твоето училиште? Не има многу. Се работи, меѓутоа недостасува уште малце мотивација за да можеме да бидеме таму кај што сакаме да бидеме и да бидеме на едно ниво во општеството каде што мислиме дека заслужуваме и дека треба да бидеме. Така. Оно што е интересно, а мора да се признае дека е тоа така, дека не смееме да зборуваме за успешни наставници и помалку успешни наставници. Успешноста на наставникот треба да се подразбира. Точно така, нашата професија бара секојдневно, па и на секој час да бидеме 100%, ако не 100%, барем 80% да бидеме успешни. Така. Оно кое што ние го имаме акумулирано како знаење, што преку факултет, што преку понатаму, преку обуки, нашата цел и задача треба да биде успешно да ја пренесеме на нашите ученици. Така. Бидејќи ние сме тие кои што понатаму ќе изградиме личности, кои што ќе бидат инженери, доктори, и се друго во општеството, а сите мора да поминеме. Ќе бидат наставници како вие. Ќе бидат наставници, па ќе кажат јас имав еден наставник таков и таков, кој што ми даде мотивација. Еве има неколку ученици кои што можам да кажам мојот личен пример го следат. Веќе завршуваат на природно-математички факултет на одделот физика со висок просек, кои што бараат веќе работа во образование, кои што сака да го предадат своето знаење. Така да мислам дека треба да бидеме поттик за идните генерации, бидејќи ние сме огледалото. Ние сме тие што треба образование, односно да имаме образ. Така. Ако нашиот образ не е како што треба, тогаш се понатаму, бидејќи сите треба да поминеме низ тие училишни клупи. Очигледно е потребно да се поседуваат повеќе елементи. Џабе е наставникот стручен, џабе ако посветува, да кажеме, 80% од времето на работа на примопредавање на знаењето кај до учениците, ако не се има љубов кон професијата. Љубовта е исто така многу важен елемент, така е? Точно така. Љубов кон професијата, љубов кон учениците. Кон учениците, кон самата работа и се надеваме дека тоа што го вложуваме, дека треба да добиеме ние некаков фидбек, што од ученици, што од некои повисоки инстанции, и дека ако не го работиме тоа што го сакаме, па никој не мора да биде тоа професија да се работи. Можеме да се подместиме, да остапиме место, можеме некој друг сака да покаже дека може и умее повеќе со ученици. Претпоставувам како успешен наставник ти пречат нештата кои во последно време се зборуваат во јавноста, дека образованието на ниско ниво, дека половина од учениците се полуписмени или неписмени и така натаму, па дури и студенти и така натаму. Каде ти го лоцираш проблемот за таквата состојба и што е тоа што според тебе треба да се стори за да се подигне тоа ниво? Тешко прашање, малце и провокативно, бидејќи на јавен удар сме на сите институции, па и на пишени медиуми и на електронски, на социјални медиуми, на се можно што е. Проблемите треба да се навратиме многу поодамна, бидејќи тие не настануваат преку ноќ. Ако сакаме нешто да уништиме, тоа се работи постепено и доаѓаме до тие резултати несакани. Колку и да не сакаме, можеме и мораме да спомнеме некои тестирања кои што се спроведуваат кај нас. Тоа е едно од светските тестирања PISA, каде што сме на незавидно 4-то место од оздола. Позади нас се Уганда, да не кажувам кои земји. Меѓутоа, можеби проблемот е што овие тестирања не се сватиат доста сериозно меѓу учениците, па и меѓу наставниците. Ќе дојде, ќе направиме некое тестирање по природни науки и математика и мајчин јазик, не влегува во вашите оценки и тука муабетот завршува за учениците, не влијае ништо на нив, меѓутоа влијае на образовната политика во една земја. Не заостануваме многу, бидејќи веќе имаме можности да излеземе и да посетиме многу институции, многу училишта, што преку разни проекти, преку фондови и така натаму, не заостануваме со нашата работа. Меѓутоа ни треба мотивација и ни треба некако да добиеме цврстина во тоа што го работиме и да знаеме дека имаме ние некаков фидбек од тоа, а не да кажеме дека еве сега имаме проект, 4 години ќе го имплементираме
и за 4 години ќе кажеме, ова не важи, ај сега нешто друго ќе направиме. Не е 4-годишен процес. 4-годишен процес е само една генерација во средно образование. Така. И тука ние не го гледаме фидбекот од тоа што сме го спровели. Треба најмалце да помине 10-12 години за да видиме ние назад што сме направиле. Дали тие ученици кои што излегле од средното образование се запишале на факултет, успешно го завршиле, станале угледни луѓе во нашето општество и како сработиле. И тога знаеме каков е нашиот процес и систем образовен за понатаму. Темата е комплексна, можеме вака надолго и на широко, кога зборуваме факултет, колку ги има во Македонија, зошто ги има толку, зошто падна нивото на, зошто сите студираат, кој утре задутре ќе ни промени цевка во домот или ќе ни ја направи автомобилот дефектот и така натаму. Голема е темата, нели? Широка и долга. Но оно што ме интересира на вашите одмори, мали и големи, пред работа, после работа во канцеларијата, зборувате ли за тоа, ајде да направиме нешто, да го подигнеме и рейтингот на училиштето, и нивото на образованието во заедницата и во општеството, или изборувате само, мали ни се платите, кога ќе ни се качат на 500 евра? Тука можеби е најголемиот проблем, зборам за Македонија, бидејќи треба да биде обратен муабетот, односно во училиштата и баш вашиот муабет на малите одмори, на големите одмори, на секаква пауза, кој што е во училиштето, треба да ја искористиме за да направиме што сработи ти на часот, како помина со тие ученици. Дали можеме нешто заедно да направиме? Ако ќе излеземе надвор на кафе или било каде приватно, кој ќе се срапиме за било што. Кај нас е обратно. Значи, ние во просториите си правиме муабет за приватни проблеми, бидејќи немаме мотивација, пак ќе кажам. Кога ќе излеземе надвор на кафе, па тогаш ќе направиме муабет како е тој ученик и што треба да сработиме и така. И пак ќе кажам, и сите сме, и луѓе сме, и сите имаме потреби од финанси, како главна мотивација, понатаму поддршката дека вредиме како наставници, како ФЕЛА, кој што ќе ни даде потпора, за да знаеме дека стои некој за нас, дека стои за нашата стручност, дека нашето знаење вреди, а понатаму ние, самите ученици, знаеме како да сработиме. Меѓутоа, не да работиме само на проекти, па проектот завршува и сега сменете. Колку и да сме цврсти, не можеме нешто да видиме. Завчера на додолувањето имаше колешка со 35 годишен стаж и многу убаво рече дека јас сум поминала многу обуки, многу проекти, многу реформи, меѓутоа успеав од секоја реформа да селектирам тоа на мене што ми треба. А тоа што мислам дека не требаше за учениците, јас го оставив на страна. Многу паметно и многу корисно. Јас мислам дека треба од такви наставници ние да земаме искуство, кој што избрала што е убаво, што функционира во нејзината училница и да го пренесе своето знаење. Сега веќе после 35 години стаж, таков наставник треба да прашаме што е добро, а што не е добро и како треба да продолжиме да работиме понатаму. Ајде да ја оставиме таа тема, оти ќе ни заврши емисијата, да ја заклучиме таа тема. Кога зборуваме за Никола Делевски како успешен наставник, тоа не го укажува само последната трета награда по повикот на Фондацијата Отворено општество Македонија, туку укажуваат многу други нешта. Едно од тие е и еден светски проект во кој си дел и ти. Точно. Ајде зборува за тоа. Светскиот проект се нарекува Innovate Your Dreams, односно запознавање на учениците со работните места кои што се отвараат или би се отвориле во иднина. Стварно збор проект кој што е иницииран од колега од Пакистан и колешка од Грција, меѓутоа по претходно направено истражување во кое што дошле до фрапантен податок дека 65% од учениците кои што се запишуваат во основно образование или го завршуваат своето образование, нема да работат на местата за кои што се обучени. Тоа е многу фрапантен податок и врз основа на тој податок направиле проект со кој што од 17 цели на одржлив развој во агендата на Европската унија за 2030 година. Овој проект обработува 3 цели од тие за одржлив развој, а тоа е квалитетно образование, обновлива и издржлива енергија и иновации, односно инфраструктура успешна во самото општество. Јас сум еден од 5 координатори за Република Македонија, па можам да кажам во
првичниот момент кога се пријавив за да бидам координатор, се надевав дека ќе бидам само Струмица. Меѓутоа видов дека има наставници кои што сакаат да ја покажат својата работа. Сосема случајно еден ден бевме уште на зимски распост, во 7:30 добивам порака, колега, сакам да бидам вклучен во проектот, колега од Битола пишува, кој што него не знам. Значи, се прошири некако проектот низ цела Македонија, како координатор веќе имам колеги кои што координирам од Скопје, Битола, Валандово, Гевгелија, Богданци, со околните места, подрачните училишта нивни и чест ми беше да бидеме општина Струмица малце како наша општина. Има колеги кои што го работат проектот и тоа доста успешно. Од основното училиште Маршал Тито од Струмица, од основното училиште Видео Подгорец Струмица, основното училиште Никола Вапцаров од Струмица, основното училиште Даме Груев од Куклиш, основното училиште Маршал Тито од Муртино, да. Со подрачното училиште во Банско, што е исто така, функционираат неколку наставници и убаво е што кога ќе напишам некои пораки за координација со колегите, добивам фидбек, нивни фидбек, како учениците бараат, која е наредната активност. Бидејќи проектот е планиран и се изведува, секоја недела се праќа по нова активност од организаторот и имаме време за таа недела да ја реализираме активноста. И секоја активност е со цел да ги запознаеме учениците со новите техники кои што ќе им бидат потребни кога ќе ги завршат тие образованието, да може да ги применат на своите работни места. На кој начин комуницирате со сите тие наставници од европско или светско ниво? Колку мина се вклучени? Светско ниво. Колку мина се вклучени? Моментално како наставници функционираме официјално 2300 наставници од цел свет. Тоа се одвива преку социјалните медиуми и преку електронските пошти, односно имейл адресите. Најбрзо за нас е Facebook од комуникацијата, бидејќи чатот во секое време се проверува. Дури таму кај што сум јас координатор на мојата група, телефонски број во секое време може да ме побарат, да искомуницираме, нешто нејасноти, што треба да се дообјасниме, дали можеме вака да ја реализираме на некој начин поуспешно. Бидејќи кога ќе искомуницираме повеќе луѓе, повеќе колеги, ќе ни дојдат поразлични идеи и ќе усвоиме, ќе направиме мешавина од сите тие идеи и некако јас сум среќен и радосен што успеав од сите тие колеги, а координатор сум на околу 40, да направам да соработуваат меѓу себе. Значи јас само некако малце на страна им давам како некои насоки, а гледам дека тие самите меѓу себе соработуваат. А тоа е тоа што ни треба на нас. Ако немаме соработка и споделување на идеите, бидејќи исти ученици се, дали се во Муртино, дали се во Струмица, тие пак ќе бидат во нашето општество. Тие треба да градат за понатаму. И кога ќе споделуваме, тоа беше и самиот повик на Фондацијата Отворено општество Македонија, да бидеме инклузивно општество. Значи сите да имаме еднакви права. А проектот се надобврзува на тој повик, бидејќи кажува дека секој треба да има квалитетно образование. Кога ќе го отворите проектот, да ви кажам, во Јужна Африка во какви училници работат, па ќе кажат вие имате се, а ние се жалиме дека немаме компјутери. А колегата што работи во некои земји таму, буквално таблата му е скршена даска. Во Пакистан, например. Например, буквално таква фотографија имаше споделено дека на скршена даска пишува и закачува слики од фотокопир направени, како се снашал на некој начин и им објаснува на учениците. И тие од Пакистан имаат право на квалитетно образование. Апсолутно. Ако ги немаат условите, со самите тоа што 2300 наставници од цел свет соработуваат веќе во тој проект, кажува доволно дека сите сакаме квалитетно образование. Колку сте оптимисти дека ќе успеете со тој проект? Која е крајната цел? Крајната цел во проектот и затоа се нафатив се учениците. Добро. Учениците да ги мотивираме да се запознаат со некои нови работи кои што ќе им бидат потребни понатаму во животот. Да излеземе малку од класичната настава. Колку сум цврст во одлуката, цврст сум, бидејќи еве 4-та недела го работиме. Ни остануваат уште само 3. И ја завршуваат наставниците активноста, ги ја постираат својата активност и веднаш прашуваат која е наредната активност. И јас дури се зачудив и пред малку реков, зошто така брзате? Учениците бараат. Значи, имаме ние ученици кои што сакаат да научат нешто надвор,
мораме да забораваме дека тоа нешто што функционирало. Сега нашите ученици живеат во друго време, со други обврски, со други работи се и мораме да ги тераме да идат напред. Само така ќе градиме едно успешно општество, технологии, техники, иновации понатаму. Ме остави без зборови, немам ништо друго да ти кажам освен браво, Никола. Веројатно е тоа барем дел од она што сега го запознав за ТВ, од целокупниот мозаик кој се вика Никола Делевски. Јас ти посакам уште многу вакви успеси понатаму. На што друго работиш? Кои се другите твои идеи? Или тоа останува тајна? Во неколку наврати јас морам да се заблагодарам на вашата телевизија и на вас како новинари во сите делови од вашата куќа, бидејќи ми давате поддршка во секое време и во секој може во своите можности. Покрај тоа, претходно бев и сум се уште Scientix амбасадор, директно под Европската училишна академија, која што е директно под Европска унија и Брисел. Продолжуваме со тој проект и понатаму. 2019 нашите договори како амбасадори беа обновени, така да продолжува и тој проект за секакви консултации, одам по училишта, презентирам, споделувам со нашите професори, не само во Струмица, патував и Радовиш, мојот регион колку што можев, бидејќи финансиите толку ни го овозможуваат. Југоисточниот регион повеќе, бидејќи блиски ми се тука и колегите повеќе ги познам, не дека веќе не ги знаеме низ цела Македонија. Покрај Scientix како проект кој што го работиме, Innovate Your Dreams, кој што веќе предискутиравме, и имаме веќе неколку проекти кои што ги спремаме со учениците и чекаме, има веќе повици, ги сработуваме темите и понатаму учествуваме. И стандардно си одиме со нашите ученици во нумерички задачи, решавање проблеми. Минатата недел беше општинскиот надпревар. Јас овде морам да им се заблагодарам на моите ученици. Еве директно кон нив ќе се обратам, бидејќи тие се херои за мене. Зошто се херои? Со самото пријавување да учествуваат на задачи од нумерички карактер, односно да ги решаваат задачите, не за нивна програма, значи не за средните стручни училишта, туку за гимназија. И веќе тие за мене се херои. Бидејќи гимназиската програма, Природна математичка гимназија е многу колку што треба за нив, а ние сме средно стручно техничко училиште кое што е малце повеќе обраќаме внимание на стручните предмети. И со самото тоа што тие се пријавуваат и сакаат да учествуваат на вакви надпревари, за мене се херои. Веќе четврти пат ќе повторам и ќе повторувам. Не само тоа, лани стигнавме до државно надпроверување. Годинава ученичката повторно се пријави, повторно сака да учествува и учествуваше, и еве веќе сега сме пласирани на регионален надпревар. Повторно одиме понатаму. Учениците од прва година како најголем број се пријавија и од нивна страна имаме неколку учества сега веќе повторно пласирани на регионален надпревар. Така да се трудиме да можеме да бидеме и да се носиме со сите училишта заедно. Мојот заклучок би бил, Никола Делевски не е само успешен наставник, туку и среќен наставник. Имам ли право кога го велам тоа? Па, мораме да бидеме такви, бидејќи треба да бидеме насмеени. Секојаш кога влегуваме во една училница, мораме да бидеме со жар во очите, да имаме добро познавање од тоа што сакаме да го пренесеме. На мене не ми е срам јас да кажем дека нешто не знам. Немаме никој 100% нешто да знае. Ученици, еве, имаме интернет, ќе провериме. Така. Меѓутоа, кога проверуваме информации, да земеме повеќе извори, за да знаеме дека не е точна информацијата. Така. А не е срамно да кажеме не знаеме. И подобро да прашаме, да провериме и ќе научиме нешто ново. Јас учам многу од моите ученици, бидејќи со новите техники, компјутери кои што тие веќе се запознаваат, и тие мене ме учат. И тука станува збор за соработка, за комуникација и довербата меѓу професор, наставник и ученик. Мораме да бидеме среќни, меѓутоа јас сум најсреќен поради моето семејство, поради мојата фамилија, која што еве ваква огромна поддршка ми дава за јас да можам да патувам, за да можам јас да координирам некои колеги, за да можам да работам доцна во ноќта. Сепак, ако ја немаме поддршката од семејството, мислам дека нема да можеме да успееме. Од прилика тука би било или би требало да биде крајот на овој наш разговор, но јас нема да те пуштам да излезе
од оваа студија, бидејќи оние кои добро го познаваат Никола, го знаат како поранешен одбојкар, и тоа добар одбојкар, успешен одбојкар, како што е успешен наставник, такво беше и како одбојкар. Па веќе одамна му кажа збогум на одбојката, меѓутоа претпоставувам се уште ти лежи на срце, така? Дури ми недостига. Така? Ми недостига, бидејќи умствената работа не можеме да ја споредиме со физичка. Кога ќе отидеме таму, малце ќе се истрчаме, ќе се испотиме, некако мислите се релаксират. Овде малце повише бара умствено нешто да се заангажираме. Ги пратам сегашните одбојкари, па можам да кажем дека деца за мене. Бидејќи јас кога бев некаде или на нивно место сега што се, тие тек почнуваа да играат одбојка, собираа искуство од нас, ги пратам, се радувам на успехот, пласирани на европско првенство. Наши струмичени внатре 8 деца, 8 одбојкари, супер, сите поминаа. 75% да кажеме од репрезентацијата. Заедно игравме, заедно растевме. Некои од нив се веќе тренери, што во Струмица, што надвор. Тие што беа повозрастни од мене, се успешни тренери во надвор, во Европа, не има во Холандија, Горан Алексов, во Германија, Белата, да. Кој што тој кога играше, па ние бевме деца. Така е. Пардон. И ги следам, меѓутоа поради ангажираноста професионална сега како наставник, како учител, малце спортот требаше да стигнира, односно да не речеме дека не сум се откажал, ги посетувам рекреативно, протрчувам, меѓутоа професионално или полупрофесионално колку што беше во тоа време, да можеме да се занимаваме. Претпоставувам те радуваат шампионските титули на одбојкарскиот клуб Струмица, стана навика, нели, некаква навика секоја година да бидеме шампиони и освојувачи на купот на Македонија и така натаму. Еве, сите се радуваме заради тоа што се случи еден историски успех, репрезентацијата на Македонија за прв пат се пласираше на едно европско првенство, доста беше таа БЦ лига и така натаму, на кој се радувавме на трето освоено место. Меѓутоа, не смееме да се радуваме заради тоа што тие успеси се, барем кога зборуваме за одбојката овде во Македонија, не се реализирани во една квалитетна лига, одбојката не е баш како што беше некогаш. Оти јас паметам многу одамна, оти јас паметам кога одбојкарскиот клуб Струмица се преваруваше во единствената, во најсилното, во најелитното одбојкарско друштво на Југославија, со еден Младост Монтар Загреб, со една Војводина Нови Сад, со една Босна Сараево и така натаму, Став Марибор и така натаму и така натаму. Не гледаме квалитетна одбојка, оние генерации кои ги имаме и кои се репрезентативци во Македонија, како да е тоа последното што го имаме. Пред некој ден еден муавет паш вака со неврзан бивши одбојкар исто така. До каде сме, кај ќе одиме? Некои нови деца кои што и јас себе сега не ги знам веќе влегле во репрезентација. Каков е квалитетот? Не знам, не гледам квалитет во ниеден спорт. Јас исто така. Во Република Македонија. Па дури ни во ракометот. Имаме школи, меѓутоа не можеме да направиме некој спортист. Функционират што приватни школи, што на клубови школи, што кошарка, што ракомет, што одбојка. Така. Ајде, фудбалот, ракометот пак некаде сме во некои светски рамки, во овие пониските категории кои што се младинци, јуниори, кадети и така натаму. Меѓутоа, одбојката од секогаш некако назад, како последно место да беше меѓу спортовите. Немаме квалитетни услови, салите ни се незагреени, зимскиот период, летниот период исто така, немаме клими во нив. Инвестирање во спортски сали немаме ништо, а спортот најголем амбасадор. Кај да одиме, со ракометот, со фудбалот, не препознаваат, да не забораваме нашата фудбалска звезда Горан Пандев, кој што и ден денес добива аплаузи на стадионите преполни, потекнало од кај нас, немаме инвестиции, немаме деца кои што понатаму ќе нас. Веројатно нема стратегија, веројатно сме медиокритети, па дури и во спортот, веројатно многу нешта треба да се менуваат, бидејќи поразителен на фактот дека живееме или сме биле дел од една поранешна земја која се викаше Југославија, во кој сега се изродија 6 други држави и сите, апсолутно сите постигнуваат успеси,
ајде кажеме Србија е голема или Хрватска е голема, не е многу, 2 пати поголема од Македонија, 4 милиони има Хрватска, ама Србија го има најдобриот спортист во светот, Новак Џоковиќ. Хрватска го има најдобриот фудбалер на светот, Модрич. И ке кажеме, ај ние сме помали, ама мали се и Црнагора и Словенија, па Словенија се утепа медали земајќи во сите спортови, стана европски кошаркари. Што игра во НБА. И тоа е еден од најдобрите. Така, да. Црнагора исто така освои многу медали, златни, олимписки, светски во ватерполо, во ракомет и така натаму и така натаму. Веројатно многу нешто треба да се менува. Како и да е, одбојката останува спорт број 1 во Струмица, но мораме да работиме малку повеќе. Не смееме да се задоволиме со шампионска титула во услови кога другите тимови се нека ми простат, другите ме Пробиштип, Крушево и така натаму. Или играат со младинци со помали категории кои што за да може да опстане лигата, за да може да имаме репрезентација, мораме да имаме лига, да имаме број на клубови во таа лига, за да можеме да учествуваме репрезентативно. Јас би се надоврзал на вашиот муабет и би се навратил и на образование. Ќе земаме Словенија која што не ни е толку далечна на нас. Министерот за образование 12 години не е променет. Што покажува тоа? Ако некој успешно ја врши својата работа, оставете го, нека си ја врши успешно работата. Да го видиме ние каков е фидбекот од неговата работа. И затоа Словенија веќе многу напред. Што по образование, што по спорт. По се. Ако имаме добра стратегија, ако ги поставиме темелите како што треба, и ако некој успешно се ја врши својата работа, и гледаме дека тоа вродува плод и успеси, оставете го, нека си ја работи својата работа. Не мораме да ги менуваме една година, 2, 4. Ако успешно ја врши својата работа, нека работи за да можеме и ние да одиме напред. А она што треба да го менуваме, не го менуваме. Еве јас ќе ти кажам баш пример. Моје размислување, да кажеме, председател на Српскиот олимписки комитет беше еден Драган Кичановиќ. Беше Владе Дивац. Кој не ги знае Кичановиќ и Дивац, кои биле познати светски спортисти, кошаркари. Бугарскиот олимписки комитет, председател на Бугарскиот олимписки комитет е Стефка Костадинова. Се уште е светска рекордерка во скок во височина, значи во атлетика. Кај нас е Васил Топорковски. Само по себе кажува се. Немам коментар друг. Некои нешта кои треба да ги менуваме, не ги менуваме. Се надевам на поубави денови на македонскиот спорт, на одбојката, но да се вратиме на образованието. Колку наградата што завчера ја освои е импулс, дополнителен импулс за понатамошни успеси. Пардон. Мислам дека не треба да застанеме. Секоја награда, да, прија и е нешто што следува како за вложен труд, добро дојдена. Меѓутоа, наградите не треба да бидат наша цел, наш тим. Нашата цел треба да бидат учениците. Да ги изградиме како личности, да добијат воспитание, што од училиштето, што од нас наставниците, што од домашните услови. Сите ученици да добијат еднакви услови за образование и би ме радувало да имаме ученици кои што ќе бидат со критичко размислување, а не како што ќе им кажат другите. Јас ќе се навратам на завчерашната награда, која што Фондацијата Отворено општество Македонија во исто време имаше распишен конкурс за средношколски есеј или поема на тема Отворено писмо до министерот за образование. Многу интересно. Да, и имаше 11 наградени средношколци со критики и пофалби за образовниот систем во Македонија. Од овие 11, 9 слушнавме завчера во Скопје. Поголемиот број беа оние забелешки кои што ние ги имаме како наставници, стари учебници со кинати, шарани, напишани на начин или со искази кои што не се разбирливи за нив, материја која што е оддалечена од образовниот профил или од тоа што тие сакаат да го изучуваат. Една ученичка од Свети Николе вака ми остави впечаток, кој што на крајот рече дека јас сакам да имам учител кој што ќе има сјај во очите.
Јас сакам да имам учител кој што ќе оди исправено, а не кој што ќе влегува кај нас Со наведната глава и ние ќе сакаме да што побрзо да заврши тој час и да си отидеме дома. Значи, овие зборови во неколку реченици на есеот на таа средношколка кажуваат многу работи. Така. Какво треба да биде нашата професија и како треба ние да изгледаме пред нашите ученици. Никола, јас ти благодарам за гостувањето во емисијава, ти честитам уште еднаш за наградата и просто сум убеден дека ќе имаме уште многу вакви поводи за вакви убави разговори. И јас ви благодарам на вашата покана, на вашата поддршка, бидејќи сте медиум кој што секогаш следи што се случува, ги наградува, еве доволно е вака медиумски да се обратиме, за да можеме да видиме дека образованието и не е така црно, дека има и дека ќе има наставници кои што сакаат и ќе сакаат да работат таа работа. Ти посакувам уште многу успеси. Благодарам. Одиме се на музичка numera, a потоа и со останатите содржини.